се нагласи е дека доколку Западот тргне да го форсира водството во Украина за да си го врати делот под суверенитет во истокот, во тој случај можно е да дојде до ескалација на конфликтот, бидејќи во тој случај Русија станува доаѓа на работи, оние работи кои што им се битни за да го направат потребниот бафер преку кој ќе може да осигурат, да кажеме, одвраќањето, веќе се нарушени. За тоа Русија ќе мора да интервенира. За таа цел најверојатно и е трупањето на силите кои што имаат за улога да ги одвртат или да се одвртат меѓу себе, многу слично како што тоа беше случајот во класичната студена војна. Се надевам дека нема да дојде до тоа, но она што мора да го нагласам е дека оваа ситуација апсолутно му одговара на Путин, бидејќи сите карти се на негова страна, а најмногу ќе страда украинското население. Од економски аспект, од дезинформации, од аспект на еродирање постепено на истокот и добивање латентно, значи припојување или спојување кон Русија, бидејќи и одредени чекори кои што веќе Руската Федерација ги има преземена, тоа е со подоба на над 600.000 пасоши, на тој начин оние менуваат демографската слика и значително преку корупција на либерално-демократските вредности и либерално-демократските начини на одлучување ќе всушност инсистираат како што инсистира и во Украина. Украина е централна тема на Минхенската безбедносна конференција, но во фокусот на македонската делегација е спорот со Бугарија. За време на обраќањето на Камала Харис во Минхен, премиерот Ковачевски имал средба со државниот секретар Ентони Блинкен и бугарскиот премиер Кирил Петков. Во објавата на Фејсбук Ковачевски средбата ја оцени како срдечна. Го делиме мислењето дека заедно сме посилни како сојузници во НАТО. Државниот секретар Блинкен ја изрази својата целосна поддршка за диалогот и пријателството меѓу Македонија и Бугарија и ја сподели својата искрена желба да не биде заедно во ЕУ. САД остануваат наш посветен партнер во надминувањето на предизвиците, напиша Ковачевски. Поддршка за конструктивниот диалог македонскиот премиер добил и од британскиот премиер Борис Џонсон, а заедно со владината делегација имал средба и со високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел. На Минхенската конференција и председателот Пендаровски. Таму денеска имал средба со бугарскиот премиер Кирил Петков. Дискутиравме за динамиката на работните групи, продуктивноста на тој план и можностите за пробив на европски план, кој би значил и заеднички успех, објави Пендаровски. Тој имал средба и со словеничкиот председател Борут Пахор, на која истакнале дека успешноста на политиката на проширување ќе зависи од македонскиот случај, соопшти кабинетот на Пендаровски. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски верува дека може да се постигне разумен напредок во врска со спорот со Бугарија без да биде потценета ниту една од двете страни. Тој одбитола во обраќањето на отчетот на градоначалниците од Пелагонискиот регион уште еднаш го повика Ковачевски на национално единство за македонските позиции во спорот. Националното единство е нужност, затоа што информациите со кои што располагам укажуваат на тоа. Внимавајте добро, укажуваат на тоа дека во игра е многу повеќе од само промена на македонскиот устав, а со цел вклучување на бугалското малцинство во Македонија во тој устав. Верувам дека може да се постигне разумен напредок кој нема да биде потценување на едните на сметка на другите, туку решение разумно кое ќе ги рефлектира нашите европски аспирации, но и подготвеноста на нашиот источен сосед да помогне на држава сосед, на држава пријател и држава чиј главен интерес е иднината на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија. Идната недела се навршува една година од нашиот познат сонародник Тами Трендов од село Трсие. Овој наш македонец кој беше роден во 1933 година, на неговата 87 годишна возраст ги остави да го жалат неговата сопруга Магда, тројцата синови со фамилиите и 5 внуци.
Ако неговиот брат Джими Трендос отиде во вечниот дом многу помлад, тој како и тами активни во македонската комуна секогаш го сака своето, македонското. Тами Трендов од татко Васил и мајка Ана, како 16 годишно момче, доаѓајќи во Канада, се активира во македонскиот фудбалски клуб, каде беше менаџер цели 20 години. Но интересно е да се каже, љубовта кон македонството беше причина за да го победат и грчкиот тим тогаш во Торонто, добивајќи го пехарот, каде беше прославено со банкет. Овој наш македонец има повеќе заслуги. Во црквата Свети Климент Охридски и организацијата Обединети македонци активно беа вклучени, помагајќи тој и неговата сопруга Магда, ќерка на Насе и Лаца Мангови, исто така од село Трсие, а потоа истото го правеа и во црковната општина Свети Димитрија Солунски во Маркам. Тој знаеше да помага и на медиумите, црквите, друштвата, како што беше Трсијанското друштво на организацијата Обединети македонци, каде во тоа време даде $1000, а од управата на организацијата беше почестен со почесен член на истата. Исто така важно е да се напомене дека неговото име, како и на многу други, е запишано во темелите на Македонската православна црква Свети Климент Охридски кога се градеше, како и во темелите на црквата Свети Димитрија Солунски. Неговото име Тами Трендов ќе се спомнува зашто тој успеа во Джорџен Беј, во самата општина, да се постави улица со име Македонија Цркл, како и во општината Нјумаркет улица Македонија Корт. Тами Трендов вечно ќе живее во срцата кај неговите најблиски, но и меѓу македонците во Торонто и околината. Бог нека го прости и нека мирно почива во неговиот вечен дом. А сега последните минути да ги искористам со мојот коментар на неделата. Ќе отпочнам со зборовите на мојот покоен татко. На овој свет
никој нема безгрешен. Кој помалку, а кој повеќе греши. Но не дозволувај, ми велеше, да ја повториш истата грешка, зашто тогаш веќе ти е намерно. Од друга страна, немој да дозволиш да одиш со мислите на некои други кои не зборуваат за тебе ползно. Поготово оние кои не ти го мислат доброто, зашто тогаш не си ти и твојот карактер станува млитав. Не смеш да дозволиш никој да те пипне, доколку си во право, кажи му ја вистината директно во очи. Тоа е слободата на говорот, се разбира, да не биде злонамерна, а со тоа ти нема да бидеш дволична. Ако се повлечеш, ако замолчиш, ако се сокриваш, тогаш знај дека си готова и не можеш да се одржиш самата себе како карактер, а многу повеќе како човек кој знае што сака, знае да почитува, знае да помага секому колку што може, да не бидеш со големо его или што велат да не бидеш фудул. Да не дозволиш да те ослабат карактерно, па потоа да си играат со тебе како што сакаат. Да те контролираат, не дозволувај. Барем од тебе, велеше татко ми, кај тебе да ја видам добрата особина, а таа веќе ја имаш, другите ги пушташ напред, ги фалиш и ги испомнуваш прво добрите особини на другите, а за себе не гледаш. Сакаш да бидеш меѓу последните кога е за фалење. Тоа ме радува многу што така правиш. Иако многу пати при сите тие добрини ќе се најде некој да те уништува. Најважно е, оди со Бога напред, не е време за да бидеш сега фалена, зашто секој ден со своето дело народот ќе го украси тоа дело, ќе го пофали. Или како што велат, сето тоа народот ќе го позлати. Зашто ова го кажав, почитувани слушатели? Истото се случува со Македонија и македонскиот народ. Секој наше отстапување, на се што ќе каже однадвор или поточно Западот со тие три држави, Англија, Франција и Германија, на таа така наречена Европска Унија која и се ближи крајот на незиното постоење, а која Европска Унија со НАТО и длабоката држава во Америка го прават сето тоа врз се што е македонско за уништување. За нас македонците е само голема катастрофа, уништување на македонскиот народ. Еве, до 20 март треба да се соопшти околу пописот на населението во Република Македонија. Иако знаеме дека се е фалшливо, а албанските партии во Република Македонија носеа и запишуваа албанци од Косово, Албанија, Швајцарија, Германија и така натаму, иако тие нити се родени во таа наша Македонија. Исто така софтерот беше за пописот беше од бугарска компанија, како што реков за тој попис, така да бугарската власт веќе целосно контролира сите информации ги има за секој еден што е попишан во таа наша Република Македонија во самата власт и може да прават што сакаат и да направат многу така наречени бугари во Македонија. Исто така со одобрувањето на Пендаровски, мислам минатата година беше за така наречено осамостојување на Македонската православна црква кога беше во Цариград, Цариградскиот пак Вартоломеј го припрема истиот документ што претходно го испрати до Украинската православна црква на грчки јазик, каде подоцна самите украинци по самото подпишување видоа дека не е документот Украинска православна црква, а кај нас пак ќе пишува исто така на грчки напишано Православна црква на Северна Македонија. Не случајно многуте средби на двајцата председатели на Бугарија и Грција беа очевидни. Историјата се повторува. Она што со пропаѓањето на Отоманската империја по Балканските војни на големите сили беше свртен фокусот за делба на Македонија, тогаш не го затворија целосно тоа прашање. Од некаде 1978 година почна да се формира така наречената Европска Унија, каде истите тие држави сакат да ја докусурчат Македонија и се што е македонско. Овој мој допир до сите вас, барем
Користејќи го мојот радио час, не ми е целта да се покажам или докажам колку сум голем патриот. Секој на свој начин, секој чесен македонец ја сака својата Македонија. Секој према своите можности прави колку што може за таа наша македонска грудка, па макар и да биде само со позитивна мисла кон Македонија. Во овој контекст ќе го спомнам името на нашиот сонародник Грегори Цанев